Оваа денешна дневна порака, која што ќе стигне до вас, ќе биде еден огромен смер или пак една огромна лекција која што ќе треба некој да ја научи и да ја послуша. Оваа порака дневна ќе биде за ден 3.1.2026 година, која што ќе му го одбележи овогодинешниот енергетски дел. Оваа порака ќе биде во случување од денешното изговарање или пак презентирање на оваа порака во случување за 33 дена од моментот на оваа енергија или пак ќе биде во енергија за 3 дена и 3 часа да се дојде во енергија на изманифестација или пак на исполнување во ваша енергетика. Оваа порака некој ќе треба да послуша за да биде во негова автентичност, негова традиционалност. Денешната порака од дневните тарот карти ќе бидат во енергија да се спознаете и дознаете сами себе и да дознаете за каква енергетска вредност се работи во оваа денешна порака од денешните тарот карти кои што ни ја најавуваат една светла енергија, светла иднина за вас за 33 дена или пак за некој од вас ќе биде 3 дена и 3 часа, за некој од вас ќе биде пак 33 часа од денешното исчитување на денешната порака која што овие тарот карти ви ја најавуваат во овој момент. Ова енергија која што ќе треба да знаете дека сте на прав пат, на стабилен пат, каде што сте трнати во енергија да бидете приземјени, да се движите со ваша акција. Акција која што ќе носи приземјеност, ќе биде во енергија на стабилна акција и ќе имате можност да бидете во енергија за ваше залагање чекор по чекор, да навлизете во енергија на ваша отпорност, каде што вашата отпорност ќе биде во енергија да некој од вас кој што ќе дојде на денешнава порака да послуша, ќе биде во енергија на планирање, во енергија на јачина и во енергија на донесување битна и важна одлука за процвет во неговиот енергетски дел или пак енергија работен, а може би и љубовен енергетски момент. Се што треба да направите во денешната енергија која што доаѓа до вас е да бидете во ваша древна моќ. Енергија да се вратите во вашата енергетска внатрешност, да дознаете и спознаете каква древна моќ носите во вас сами, каков потенцијал, каква јачина, за каков лидер станува збор. Енергија да некој денеска ќе бидат во нивна автентичност, да се конектираат со самите себе, да се конектираат со традиционалните вредности во вас сами или пак со традиционалните вредности од вашата енергетика, од вашите древни енергетски можности, да се конектирате со вашите моментални енергии кои што ги носите во себе. Зашто ова ќе го направите? Затоа што ќе треба да комуницирате со самите вас или да комуницирате со персони кои што ќе бидат во ваша енергетика со традиционални вредности, кои што имаат изградено традиционални вредности и кои што чекорат по стабилен пат за да ви овозможат една ваша процвет кој што ќе биде отпорен. Овој цвет, оваа процвет ќе биде во енергија на отпорност, планирана отпорност, каде што и оваа отпорност ќе биде јака енергија да бидете во ваш потенцијал за ваше случување кое што доаѓа во наредниот период. Енергија да знаете и спознаете
во какво изобилство сте и какво изобилство ве очекува во ваша енергија. Дали ќе биде во ваша енергетика да дознаете преку ваша работна енергија, или пак ова е една монументална енергија каде што некој добива наследство од своите предци, кои што ќе биде во изобилство парично, материјално потковано, но сето ова ќе биде во време, енергија, божанско време, божански тајминг, точно на време, прецизно испланирано за ваша јачина, за ваша древна енергија, но ќе треба да влизете во својата автентичност, да влизете во сами себе, да бидете упорни, затоа што и ќе треба да превземете упорност, енергија да денес некој сознае и спознае дека ќе биде во персонална трансформација, енергија да за ова време потребна е персонална трансформација која што ќе извлече мудрост, која што ќе донесе мудра одлука, која што ќе биде во енергија да вашата древна мок ја ставите во вас сами и ја искажете во ваш потенцијал, во ваша јачина и во ваше лидерство. Да знаете дека оваа порака денеска ќе ви донесе еден процвет и тоа ќе биде јак процвет во ваше изобилство преку комуникација, точно на време, во материјална слободност и во материјална стабилност. Вашата упорност ќе треба да се оснива на ваш персонален трансформацијски енергетски дел, каде што ќе спознаете и дознаете за каква традиционална мок, древна мок поседувате во сами вас. Ајде да видиме и што уште сака да ви порачаат овие Генеша. Вие ќе влезете во една енергетска вредност каде што и ќе бидете во енергија или пак ќе добиете можност да влезете во енергија, или пак оваа порака ќе се базира на една конечна разврска во вашиот древен енергетски дел, во вашиот корен, во вашиот фамилиарен корен, каде што и добивате изобилство со материјална стабилност, во ваша персонална трансформација, која што ќе се базира на упорност преку комуникација во вашата енергетика. Ова е долг пат кој што сте го изодиле, енергија да било во изодување, во енергија на причекување на ова божанско време. Некој за 3 дена и 3 часа, за 3 часа, за 33 дена влегува во едно просветлување. Енергија каде што неговото изобилство ќе биде материјално стабилно, ќе добие стабилитет, ќе добие вредност преку работна конекција или пак преку фамилиарна конекција, кое што ќе биде во енергија на просветлување. Драги мои, денешнава порака ќе биде во ваша енергија. Прославете за вашиот мудар избор, за вашето залагање, за вашата персонална трансформација и прославете за вашиот живот каде што и ќе биде поткован во енергија на изобилство и материјална добит, материјално стекнување каде што просветлувањето ќе биде ваша радост. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!